студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Разрешувањето на Коцевски на дневен ред на утрешната собраниска седница. ВМРО ДПМН поднесе резолуција за осуда на манипулации и потврда на политиките против нелегалната миграција. За СДСМ ова било признание за прием на мигранти за пари. Трезорот нема да запре со исплати. Министерката за финанси тврди дека ќе работи до последниот ден од годината. Скопје од вечерва во новогодишно светло. Дедо Мраз ке дели бесплатни пакетчиња на 27 декември, новогодишната ноќ со најпознатите македонски изведувачи. Татко и син осомничени за терористичкиот напад во Австралија, 15 убиени и над 40 повредени. Меѓу загинатите и член на македонскиот фудбалски тим Рокдел Илинден. А во овие вести во живо информираме за постапката за разрешување на државниот јавен обвинител. Останете со нас. Владиниот предлог за разрешување на државниот јавен обвинител утре ќе се најде на дневен ред на собраниската седница. Информациите за случајот има колегата Даниел Василев, го имаме во живо во овие вести. Даниел, ќе присуствува ли Коцевски на седницата во собранието и каков е неговиот став? Добар ден, Иван. Доколку добие покана, секако дека ќе присуствува. Според последните информации од пред некаде околу половина час, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски се уште нема добиено поканата од собранискиот спикер за утре да присуствува на пленарната седница. Доколку ја добие, секако тој ќе го искористи своето законско право за да го каже својот став и своите аргументи зошто не треба да биде разрешен. Инаку неговиот став е познат. Тој неколку пати во изминатите денови говореше на оваа тема, рече дека ова одлука е политичка, дека нема аргументи за негово разрешување и се повикува на она мислење од Советот на јавни обвинители кои што рекоа дека тој нема направени тешки дисциплински постапки. Исто така тој вели дека е најтранспарентниот јавен обвинител во регионот. Собранието ќе има рок од 6 месеци по неговото разрешување да избере нов. Во меѓувреме Советот на јавни обвинители ќе мора да назначи вршител на должност кој ќе дојде од редовите на јавните обвинители во републичкото јавно обвинителство. Деталите се подготвени, да ги погледнеме во продолжение. Пратениците утре ќе расправаат за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Собранискиот спикер Гаши на брифинг со новинарите кажа дека точката ќе биде ставена на дневен ред. Ставот на Коцевски е познат. Тој смета дека одлуката за негово разрешување е политичка, бидејќи Советот на јавни обвинители даде мислење дека тој немал направено тешко дисциплинско прекршување, а вели и дека е најтранспарентниот јавен обвинител во регионот. Јавното обвинителство се уште ја чека поканата од собранието за утрешната седница, каде Коцевски пред пратениците се очекува да ги каже своите аргументи зошто не треба да биде разрешен. Гаши засега не открива точен датум кога пратениците ќе треба да изберат нов државен јавен обвинител. Нов државен обвинител ќе биде избран во законските рокови, кажа Гаши пред новинарите. А собранието ќе има рок од 6 месеци да избере нов државен јавен обвинител. Законот предвидува дека во случај на разрешување од функцијата, Советот на јавни обвинители е тој кој од редовите на јавните обвинители во републичкото обвинителство избира вршител на должност кој раководи со институцијата, но не подолго од 6 месеци. Коцевски не преживеа ниту една третина од својот 6-годишен мандат. Назначен беше на 13 февруари 2024. Доби доверба од 62 пратеници од тогашното владеачко мнозинство. ВМРО ДПМН уште тогаш, од позиција на опозиција, велеа дека неговиот избор е скандал сам по себе, бидејќи се случил на помалку од 3 месеци од парламентарните избори. Постапката за негово разрешување беше почната во февруари годинава, но беше прекината по трагедијата во Кочани. Владата на минатата владина седница, одржана во вторникот, одлучи да ја продолжи постапката, обвинувајќи го за неовластено изнесување информации, податоци за судски предмети и нарушување на угледот на јавното обвинителство. Коцевски е дипломиран правник. Правосуден испит положил уште во 1994. До 2008 година работел како адвокат во Тетово, а потоа е избран за јавен обвинител во Вишето јавно обвинителство Гостивар. Во 2022 Советот на јавни обвинители го избра за јавен обвинител во Републичкото јавно обвинителство,
каде работел како раководител на одделението за метаподатоци и мерки за следење на комуникациите. Даниел Василев, Сител телевизија. Претениците од владеачкото мнозинство поднесоа резолуција за потврда на државните политики против нелегалната миграција и осуда на манипулациите за оваа тема. Таа уште утре ќе се најде на седница. Од СДСМ пак велат дека спречување на приемот на мигранти може да се потврди само со прифаќање на нивната резолуција. Претеничките групи на ВМРО ДПМН Знам и Вреди ја поднесоа резолуцијата за потврда на државните политики против нелегалната миграција, но како што велат и за осуда на манипулациите на опозицијата на оваа тема. Документот пред претениците уште утре ќе се најде на седница. Резолуцијата има 9 точки и во незиниот текст, како што велат од власта, намерно не се користи терминот нелегални мигранти, кој вчера го проблематизираа од опозицијската СДСМ. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека таква активност не се и нема да бидат дел од владините политики. 3. Се констатира дека ваквите дезинформации се шират свесно и континуирано, што е спротивно со правилата на поредокот, меѓу кои и кривичниот законник, законот за прекршоците против јавниот ред и мир, како и законот за спречување и заштита од дискриминација. Со резолуцијата се предвидува да се отфрлат и да се поништат сите аранжмани и одлуки од поранешната влада на Заев поврзани со кампови за прием и нега на мигранти, но се наложува и дека во иднина надворешната политика не смее да биде на штета на безбедноста и стабилноста на државата. Од СДСМ децидни пак дека крај на мигрантите во Македонија се става само ако се потпише нивната резолуција. Со контрарезолуцијата ДПМН Знам го потврди она што СДСМ со денови го говори. Постои договор мигранти за пари. Затоа во контрарезолуцијата нема ниту една јасна одредба што забранува носење мигранти од Британија за пари. Има игра на зборови. Мигрантите ги кријат за термините како економски работници или нелегални мигранти. Ова, почитувани, е национално предавство. Владата на Христијан Мицкоски ја распродава иднината на Македонија. Како доказ дека владата на Мицкоски планира мигранти од СДСМ наведуваат дека во буџетот од 2026 година е предвидено задолжување од 1,4 милиарди евра. Најголем дел ќе биде од британскиот кредит. Спрашањето за мигрантите се очекува утре да биде тема и на опозицијските пратенички прашања. Премиерот Мицкоски веќе најави дека очекува од обвинителството да преземе мерки поради паниката и стравот на граѓаните од лажните информации за доаѓањето на мигранти во државата. На утрешната седница, според најавите од собранискиот спикер Гаши, ќе се најдат и измените на кривичниот законник со кој треба да се преиначи сподната одредба донесена од минатиот парламентарен состав за побрзо застарување на кривичните дела сторени со злоупотреба на службата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Апелација ја одби жалбата за укинување на притворот на Љупчо Пецов Ѓаволот, за кој неофицијално екс-државниот правобранител Фехми Стафа барал подкуп да влие кај еден од судиите. Стафа беше приведен со 20.000 евра обележани пари. Од судот тврдат дека одлуката била донесена на почетокот на месецот. Апелациони суди ја одбиле жалбата за укинување на притворот на Љупчо Пецов Ѓаволот, за кој неофицијално екс-државниот правобранител Фехми Стафа барал подкуп да влие кај еден од судиите. Од второстепениот суд појаснуваат дека ваквата одлука е донесена на почеток на месецот, односно 10 дена пред Стафа да биде фатен со парите со кои требало да подмети апелационен судија. Во советот кој го одбил барањето на Пецов биле тројца судии, но во соопштенијето од апелација не се откриваат нивните имиња. Стафа, кој викендов беше фатен со 20.000 евро обележани пари, од вчера е во 30-дневен притвор поради опасност од бегство и влијание врз истрагата. Ојо Кок вчера објави дека во 2 наврати изминатите 2 месеци побарал и добил вкупно 50.000 евра од сестра на обвинет кој се бара со меѓународна потерница, но многу прашања остана отворени. Дали на некој од судиите веќе му бил понуден или даден подкуп, како и кој го пријавил случајот? Од обвинителството велат дека засега не може да откријат вакви детали кои можат да влијаат врз
заврзи страгата која се уште е во тек. Став од 2018 до 2022 ја извршуваше функцијата државен правобранител. Изминатите 3 години работи како адвокат, а беше и кандидат за член на судски совет. Во саботата беше приведен како адвокат на Љупчо Пецов, познат како Ѓаволот, обвинет во повеќе предмети за затајување данок, меѓу кои во предметот Синџер, кој повеќе од 2 години се бара и со меѓународна потерница. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Апелациониот суд Скопје ја зголеми казната затвор за Васил Јованов на 13 години. Јованов беше првостепено осуден на 12 години затвор за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Тој во јануари година, управувајќи возило со брзина од 91 км на час, без возачка дозвола и под дејство на алкохол, поминувајќи на црвено светло на пешачки премин, удри во Фросина Кулакова, која почина на лице место. Како што информираат од Апелациониот суд Скопје, во останатиот дел првостепената пресуда се потврдува. Првостепено Основниот кривичен суд Скопје, освен казна затвор, на Јованов му изрече и забрана за управување возило од 5 години и парична казна, земајќи ги предвид признанието на вина и каењето како олеснителни околности, а како отежнителни возењето без дозвола, под дејство на алкохол, преминување на црвено и претходна осуда за недозволена трговија со дрога. Во меѓувреме во Основниот кривичен суд Скопје против таткото на Васил Јованов, Зоран Јованов, се води судски процес за кривично дело загрозување на безбедноста на сообраќајот со опасно дејство или средства, бидејќи во период од ноември 2022 до јануари 2025 му дозволувал на својот син да управува автомобил без возачка дозвола, иако знаел дека е повеќекратен сторител на сообраќајни прекршоци, што според обвинителството придонело за трагичната несреќа во која загина Фросина Кулакова. Има ли вистина во опишувањата на британските медиуми? Дали владата преговарала за увоз на работна сила? Каква е состојбата на буџетот и зошто се доцни со исплати кон граѓаните? Дали разрешувањето на Коцевски е политичка одлука и каков обвинител е потребен на Македонија? Има ли надеж за европските интеграции по оставката на владата во Софија? Кој ќе биде дел од новото раководство во ВМРО ДПМН? Во тема на денот со председателот на владата и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Државата има пари за се и сите исплати се одвиваат на времено, тврди министерката за финансии. Кочовска уверува дека Трезорот нема да затвори од утре, а исплати ќе се вршат и на последниот работен ден во годината. Буџетот е во одлична кондиција, вели министерката за финансии. Државата има пари за се и сите исплати се одвиваат на времено. Само во петокот биле исплатени речиси 50 милиони евра, од кои најголемиот дел за блок дотации за образование, каде е вклучено и К-15. Според министерката, Трезорот функционира нормално, а 15 декември бил даден само како рок, до кога институциите треба да ги достават налозите за исплата, за да може навреме да се испланираат сите обврски до крајот на годината. Таа појасни дека налозите во Трезорот стојат и по 2 недели, поради дополнителни проверки, а истовремено даноците се собираат до 25 во месецот, па нема логика Трезорот да се затвори. Трезорот прима налози, велиме, до 15, што не значи дека ако некој задоцнил, но има исклучоци, дека нема да ги примиме. Како може? Што затвараме, ќе одиме на скијање. Ќе го затвориме и заминува цел Трезор. Мислам дека е многу несериозно да се каже Трезорот затвара. Не, Трезорот ги прибира налозите со цел подобро да се организира до крајот на годината. Навистина е несериозно, пак ќе речам. Како ние ај сега ќе затвориме, клjuč ќе ставиме на министерството, ќе одиме на зимување. Не е така. Трезорот ќе си работи до 31 и тоа вообичаено Трезорот е единствениот сектор во министерството кој што останува до 7-8 часот, па имало години до 11 часот навечер кога Трезорот работел. Вчера и премиерот Мицкоски рече дека е добро институциите да го почитуваат рокот, но ќе има толеранција и тие што ќе достават налози подоцна нема да бидат одбиени. Инаку исплата на сите буџетски корисници, како и помошта за граѓаните и фирмите, вклучувајќи го и повратот на ДДВ, според закон, се вршат од Трезорот до 31 декември. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Околу 350 вработени во управата за матични книги за утре најавија бојкот, односно нема да ги извршуваат работните задачи, иако ќе бидат присутни на работното место. Револтирани се што цела година надлежните не им ги подпишуваат колективните договори со кои би добиле зголемување на платите за 20%. Велат дека земаат минималец и ако не им се зголемат платите, можене генерален штрајк. На дена преговараме за да се потпише колективниот договор во делот каде што вработените заслужуваат и сите што сме преговарале кажуваат дека заслужуваат 20% да земат за специфично за тежината, за условите што ги имаат, работат со строго доверливи документи класифицирани, меѓутоа за жал до ден денеска немаме конкретно решение и сме принудени на еден ваков чекор, каде што имавме состанок во прошлата недела и вработените донеса одлука утре, значи вторник, вработените ќе бидат на своите работни места, меѓутоа нема да работат, нема да се издаваат никакви документи, никакви решенија, одлуки, било што они се надлежни да ги издаваат. Ние како управа сме една од најбитните управи, без изводи, без запишување на бракови, на умрени, ништо не може да се случува. Дури граѓаните не можат и кредити да земат ако немат венчаница или извод. Пациентите со ретки болести останаа без 1/4 од парите во буџетот за следната година. Велат дека ова е шок и за болните и за семејствата, бидејќи бројот на новодиагностицирани расте, а зголемена и потребата од нова терапија. Предупредуваат дека последиците може да бидат катастрофални. Со кратење на буџетот, тоа значи играње на лотарија, буквално кој ќе добие терапија, кој нема да добие терапија. Ова е бурната реакција на Сдруженијето Живот со предизвици по драстичното кратење на буџетот за ретки болести за 2026. И тоа од 24 милиони на 17,5 милиони евра. Вела дека ова е шок и за болните и за семејствата, бидејќи бројот на новодиагностицирани расте, а зголемена и потребата од нова терапија. Предупредуваа дека после 10 години ова е прв пат да има кратење на парите и последиците можат да бидат катастрофални. Ќе треба да примаме терапија само половина година евентуално, а другата половина што да правиме? Да остануваме без терапија, да напредуваат болестите кои си ги носиме, да ни се намали квалитетот на животот, на некој може ќе му прекине животот додека ако нема терапија, нели? Кај некој прогресира болеста, може да откажат органи, може да останат луѓе во количка, може да стигнат до тој степен на прогресија каде што лекови веќе нема да делуваат. Од финансии вела дека самите министерства одлучувале кој од што ќе крати. Ние имавме однесено буџет како предлог од Министерството за финансии на влада, поедини министри си побара, кажа не на оваа ставка, вратете ми таму, ставете ми ваму. Кој што побарал во рамки на лимитот, така му е реализирано. Јас не можам да одговарам на прашањата зошто на пример е скратено ретки болести. Приоритетите на министрите ги одлучуваат сами. Сдруженијата на пациенти со ретки болести се плашат како ќе биде во 2026, бидејќи годинава едва ги покривале потребите со буџет од 24 милиони евра. Но од Министерството за здравство со уверување дека проблеми нема да има, бидејќи во изработка била стратегија за ретки болести, а имало и други основи за финансирање. Се надополнува и со средства од посебни законски извори, вклучително приходи од акцизи од алкохол, тутунски производи и игри на среќа. Истовремено се разгледуваат и можности за дополнително обезбедување средства преку ребаланс на буџетот, доколку се утврди потреба во текот на годината, велат од здравство. Треба да се преиспитаат и уште веднаш да го поправат тоа што го сгрешија, затоа што не веруваме во ребаланси, не знаеме што ќе се случува понатаму. Пациентите со ретки болести вела дека постојано се повторуваат и проблемите и притисоците и не се носат системски решенија за да имаат континуирана терапија. Сања Димитровска, Сител телевизија. Министерството за финансии со поддршка од САД преку Трезорот на САД и Канцеларијата за техничка помош ОТА работи на зајакнување на капацитетот и градење модерен и силен систем на јавни финансии. Транспарентноста на институциите и силни економии се основа на успешна демократија, траен просперитет и безбедни заедници, порача амбасадорката Агелер. Наш врвен национален приоритет, кој го делиме со Соединетите држави, е успешно завршување на процесот на евроинтеграциите. Тоа не е само формална политичка цел, туку суштински развоен процес кој ги дефинира нашите стремежи кон стабилна, праведна и напредна држава. Поддршката од Соединетите американски држави
е клучна во реформските процеси во низа области: демократизација на институциите и граѓанското општество, зајакнување на борбата против корупцијата, унапредување на владењето на правото, дигитализацијата и транспарентноста. This very special program between the U.S. Treasury and the government of North Macedonia, specifically the Ministry of Finance, began in 2022, though our collaboration goes back much, much further. Today, the program has become the Treasury Department's second largest of its kind in the world. Think about that. Efforts focus on 5 critical areas: revenue administration, debt and infrastructure finance, banking and financial services, budget accountability, and the fight against economic crimes. Скопје од вечерва во новогодишно светло. Дедо Мраз ке дели бесплатни пакетчиња на 27 декември, новогодишната ноќ со најпознатите македонски изведувачи. Татко и син осомничени за терористичкиот напад во Австралија, 15 убиени и над 40 повредени. Меѓу загинатите и член на македонскиот фудбалски тим Рокдел Илинден. По 18 час од вечерва ќе биде осветлена новогодишната елка на плоштадот Македонија во Скопје. Според најавата од градските власти, на 27 декември Дедо Мраз ќе дели бесплатни пакетчиња, а на новогодишната ноќ гостите ќе ги забавуваат најпознатите македонски изведувачи. Веќе бил постигнат договор со општините во градот прославата на плоштадот Македонија да биде единствената организирана прослава на новогодишната ноќ. Со осветлување на елката ќе стартува новогодишната програма за граѓаните во Скопје. Од вечерва ќе биде отворен Божигниот маркет. Се до 31 декември од 12 напладне се до вечерта ќе има програма за деца, а потоа и музика за возрасни, штандови со храна, пијалоци, новогодишни украси. За дочекот на новата година граѓаните ќе се забавуваат со најпознатите музички изведувачи од Македонија: Каролина Гочева, Тамара Тодевска, Миле Кузмановски, Кукулеле, Пајак, Огнен Здравковски, Кристина Димитриевска и Два Бона. Богата празнична програма со музички настапи, диџеј сетови, уметнички изведби и бројни изненадувања. Посебен акцент ставаме на децата и семејствата во Скопје. За прв пат Скопје нуди континуирана и разновидна празнична програма за сите наши возрасти. Секој викенд од 12 до 14 часот содржините се целосно посветени на нашите најмлади, со анимации, креативни работилници, интерактивни активности и празнични изненадувања. Во програмата се вклучени сите средни училишта на градот Скопје, како дел од заложбата за поттикнување на младинската креативност и активно учество во културниот живот на нашиот град. Оваа година на плоштадот нема да има огномет. На 27 декември, како дел од новогодишната програма, ќе биде организирано и пристигнување на Дедо Мраз на плоштадот Македонија. За сите присутни дечиња ќе бидат поделени и новогодишни пакетчиња. Градоначалникот изрази благодарност до колегите кои го слушнале неговиот повик за обединување и нема да организираат паралелни новогодишни прослави на 31 декември. Ке имаат одредени прослави, но до пред новата година. За пречекот ќе бидеме сите тука. И јас со моето семејство, но и останатите мои колеги со семејствата. Ајде, пробаме луда забава. Не ветуваме ништо, ќе се потрудиме да биде лудо, Ние ќе бидеме такви какви што сме, па Мислам дека ќе биде интересно да се присуствува барем 1-2 часа. Многу ме радува тоа што ќе пеат наши македонски пејачи, а не да се фрла пари по странски пејачи, а народот тука да не се изразам гладно. Не ли е во ред? Видовте веќе дека елката? Да, само што дојдов и реков се поставува елката и треба да биде украсена. Личи дека ќе биде интересна самата програма и мислам дека е добро испланирано. Дали ја видовте веќе елката? Да, убава. Мислам дека е поубава од поранешната и општо од минатата година некако поубаво украсена. Настапот на пејачите го плаќа државна лотарија, додека од буџетот на градот за украсување се потрошени помалку од 70.000 евра. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Со Зоран Кондратенко и Јаков Дренковски како нов кум и здравичар, општината Центар ја продолжува бадникарската традиција. Сме што традицијата продолжува, што ја почитуваме истата и што од година во година
како што гледаме и се приклучуваат голем број на млади луѓе кои што ја пратат истата традиција. Ги повикавте граѓаните, не ви се повторувал со истото, да ни се приклучат на 21 и на 6 пред свечениот чин. На 5 се случува зимско капење, тоа ќе ми биде како една генерална проба која ќе ми дадат пријателите на матка, да им наздравам, тоа ќе биде точно генерална проба и покана на бадникарите да дојдат на тоа зимско капење. Честа да се додели функцијата куме и за мене и за моето семејство, огромна чест која со задоволство ја прифативме. И бившите кумови, кои со многу совети ми помогнаа како и што треба да се прави во оваа функција на кум. Се надевам дека ќе ја оправдам укажаната доверба. За 6 месеци ќе почне да се гради првиот регионален центар за управување со комунален отпад во државата. Планирани се вкупно 5. Со нив властите очекуваат да се реши проблемот за управување со отпад. За 6 месеци ќе почне да се гради првиот регионален центар за управување со комунален отпад во државата. Планирани се вкупно 5, но властите очекуваат во Свети Николско Мечкуевци да биде првиот функционален, бидејќи тендерот за неговата изградба е објавен денеска. Со овие центри властите очекуваат да се реши горливиот проблем со нестандардното управување со отпад. Сведоци сме сите на локации кои што не се соодветни за отстранување на отпадот, локации кои што постојано горат, загадуваат и водата и почвата, неоградени, неконтролирани. Со формирањето на овие регионални центри за управување со отпад ќе се надминат сите овие недостатоци. Покрај центарот во Свети Николско ќе се формира санитарна депонија и во Гостиврско Русино за Полошкиот регион. Ќе се гради и во Мегленци центар кој ќе ги обслужува Пелагонискиот и Југозападниот регион. Центар е предвиден да биде изграден и во Добрушинци, општина Василево, наменет за потребите на жителите во Вардарскиот и Југоисточниот регион и петтиот за Скопскиот регион во Дрисла. Градоначалникот на Новац ја доби функцијата да председава со меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад за регионалниот систем за управување со отпад во Пелагонискиот и Југозападниот регион. Наместо секоја локална самоуправа сама да се справува со ѓубрето, општините во овој регион ќе делат заедничка структура. След формирање на регионалното предпријатие кој што ќе го стопанисува целокупниот отпад, кој што ќе го менаџира, регионалното предпријатие ќе треба да изгради претоварни станици, пунктови во поголемите градови, од каде што претходно треба да се изврши селекција на отпадот и она што веќе не е селективно и рециклабилно, предселгарскиот биоразградлив отпад. Државите во Европската Унија рециклираат 50% од отпадот. Македонија воопшто не може да се пофали со такво нешто. Повеќе пати сме предупредувани од ЕУ дека имаме легислатива за управување со отпад, но не ја применуваме. Надлежните од ресорното министерство очекуваат дека со овие центри ваквите состојби ќе се подобрат. Габриела Лескова, Сител телевизија.